наредниве минути со слика и тон ве водиме во Франција. Таму не очекува колегата Тони Гламчевски, дописникот на Македонската радио и телевизија од Франција, со многу актуелни теми на кои сакам да продискутираме ова утро. Тони, добро утро. Почитувани гледачи на Македонската телевизија. Тони, споменав, имаме многу актуелни теми, нема да должиме многу со долги најави, веднаш ќе проминеме на главното. Изминативе денови видовме и во пракса дека промената на климата си го прави своето. Имавме навистина сериозни невремиња и кај нас во Македонија со големи штети. Од она што го знам како информација дека промената на климата прави мини торнада во Франција. Точно, Кристина, небото такнеше оваа недела во Франција, па и оваа ноќ на југот од Франција. Бран на бури погоди повеќе региони во земјата, започнувајќи од Хот-де-Франс, значи од северот на Франција па се до југозападот, предизвикувајќи поплави во Нормандија и Ил-де-Франс, мини торнада, прекини во железничкиот сообраќај, како и прекин на електричната енергија. На социјалните мрежи кружеа импресивни видеа и фотографии, овие лоши временски услови кои не се завршени, бидејќи 15 департмани од Поату-Шаронт до Шампањ се уште се во портокалова будност за грмотевици и поројни дождови. Како што реков, во текот на ноќта насадите во Баскија, на нивната традиционална пиперка Деспелет, се потполно уништени. Инаку Метео Франс предупредува на опасностите од силни невремиња, но за жал метеоролозите не можат со точност да ги предвидат мини торнадата, кој што е нов феномен забележан во Франција во последниве неколку години и кои се најодговорни за материјалните штети и понекогаш и човечките жртви, што само потврдува според експертите дека се забележува промена на климата. Друг знак дека има промена на климата е последните испитувања на француските експерти дека голем број од француските градови започнувајќи од 2040 година ќе живеат тропски ноќи, тоа значи дека температурата во ноќта нема да се спушти под 20 целзиусови степени. Во југозападна Франција пред неколку дена се случи земјотрес. Од оние информации кои што барем засега ги имаме дека истиот причинил сериозна штета на неколку објекти. Каква е состојбата во југозападот на земјата? Точно, земјотрес со интензитет од 5,3 до 5,8 степени според Рихтеровата скала на 16 јуни ја погоди југозападна Франција. Според Европскиот медитерански сеизмолошки институт, на веб страницата на овој институт се вели дека земјотресот се случил во близината на градот Сирижер на длабочина од 15 км до 26 км југоисточно од Нант, за да види попрецизно за нашите гледачи. Инаку земјотресот беше почувствуван од Бордо до Рен преку Лимож или Ла Рошел, што доволно зборува за неговата јачина. Тој предизвика материјална штета во неколку општини. Потоа следуваше исто и реплика со јачина од 5 степени, кој што беше во саботата почувствувана во Десевра, по многу силниот земјотрес. Многу жители на Бордо се вознемирија Лимож или Ла Рошел, кои што се јаваа во спасувачките служби да побараат помош или објаснување, бидејќи не се навикнати на вакви земјотреси. Во градот Лалајн, во Шарант-Маритим, малото селце, односно малото градче, со 500 жители кој што беше најблиску до епицентарот е празно. Владата веднаш најави мерки за помош на страданите. Жителите кои што се загрижени се представиле пред пожарникарите и барале помош. Инаку во континентална Франција последен земјотрес со ваква јачина по голем од 5 степени беше забележена во 2019 година во Дром, во тој дел кој што е блиску до Алпите, каде што има повеќе земјотреси. Инаку во просек има по еден на секои 10 години во француската метропола според сеизмолозите од Институтот за земја и животна средина во Страсбург, кои што ги следат земјотресите не само во Франција, него и во целиот свет. Во Страсбург во моментов се одржува летната сесија на парламентарното собрание на Советот на Европа и сега Франција беше критикувана тука поточно за одредбата од Уставот 49.3 во кој што се смета дека има конфликт помеѓу извршната и законодавната власт. Ајде сега да ни појасни зашто точно се однесуваа критиките. Точно, во Страсбург во моментот се одржува парламентарното собрание на Советот на Европа, каде што има и наша македонска делегација во ова собрание, во кој што се наоѓа со Марта Брилјали Зендели, значи делегацијата не е целосна, исто така и шефот на делегацијата Дарко Кај. Интересно дека на ова собрание се расстава за повеќе прашања кои што се актуелни, како проблемот со пегалците, климатските промени, така натаму.
Истовремено се расправа и за проширувањето на Европската Унија, бидејќи пред парламентарното собрание зборуваше и министерот за надворешни работи на Унгарија Петар Цијарто. Но затоа може би ќе се навратиме во информативните емисии на македонската радиотелевизија. Тоа што е интересно дека Венецијанската комисија не дава само мислење за новите земји членки, односно новите демократи, како што би рекле, бидејќи веќе 30 години поминаа кога сите овие земји се демократизираа. Венецијанската комисија го притуваше членот 49.3 од францускиот устав, кој што според комисијата покренува прашања во однос на принципите на плурализмот, поделбата на власта и суверенитетот на законодавецот во своето привремено мислење. Комисијата, да подсетиме, советодавна група на Советот на Европа, која на државите им дава правни мислења за нацрт закони или текстови кои се веќе во сила. Таа во своето мислење подсетува дека е неопходно да се зачува рамнотежата на власта меѓу парламентот и извршната власт. Затоа таа го критикува овој член од францускиот устав, одредба што го користат француските влади за да дозволат усвојување на закони без гласање од Националното собрание, инаку францускиот устав во ваква форма беше донесен уште во далечната 1959 година. Од мај 2022 владата на Елизабет Борн, кој што велат дека е сега пред заминување, од импулсија на својот преседател, односно мандаторот Емануел Макрон, го користел овој систем 11 пати. Последен пат тоа беше за контроверзната реформа за пензиските реформи, на која се спротестуваа мнозинството од французите, но и мнозинството во парламентот. Овој член не представува според комисијата форма на делегирање, туку повеќе една автономна законодавна власт во рацете на извршната власт, забележува комисијата, која ги испита заштитните мерки што постојат против прекумерната употреба и ризиците од злоупотреба на употребата на некој начин владење без расправа во парламентот. Со други начин, од друга страна комисијата најави исто така дека Венецијанската комисија дека ќе направи една споредбена анализа на сите устави и вакви одредби што постојат во земјите членки на Советот на Европа, ги има 46, за да се избегнат овие работи. Зборувајќи за ова уставна реформа во Франција, интересно дека еден од поранешните председатели на Националното собрание пред некој ден изјави една идеја на која што после повлече дека сака да се промени францускиот устав за изборот на председател, што би дозволило еден председател да биде неограничен пат избиран за председател. До сега беше ограничен на 2 мандати по 5 години, порано беше по 7 години. И веднаш тоа најде на критики, бидејќи рекла дека само Русија и Кина имаат таков устав кој дозволува на председателите да бидат избрани повеќе пати. Токму тоа сакав да прашам, да видиме што ќе кажат французите сега на оваа тема, бидејќи познати се дека се бунтовни за сето оно што не им одговара. Кога сме кај бунтовноста, свежа ми е се уште меморијата за протестите кои што се одржува неодамна, граѓаните кои крена својот глас против измените против пензиските реформи, но се чини џабе негодувањата кога се усвоја реформите, барем таква информација имаме. Реформите се усвоени, бидејќи како точно членот 49.3 од францускиот устав го дозволува тоа, бидејќи владата, што би рекле, со сила го протурка законот. Синдикатите се разбира не се задоволни, французите не се задоволни, бидејќи знаат дека ќе работат 2 години повеќе. Работните услови за сите се потешки на некој начин, бидејќи тоа значи дека подолго време ќе работат, помалку време ќе користат пензијата. Се разбира дека негодувањата и протестите што ги имавме во изминативе неколку месеци прекинаа, но сепак се забележува дека кога има излегување на теренот на францускиот председател или на француските министри, секој пат има дел од незадоволните кои што протестираат, изборувајќи за протестите што се во Франција. Например, денеска треба на француската влада да се најде една одлука со која што се распушта едно еколошко здружение кој што го обвинија француските власти дека е виновно за нередите што се случуваја, например, во близината кога се прават запати, како последниот протест беше во близината на Алпите, каде се противат на изградбата на железничката пруга за брзи возови меѓу Лион и Торино. Така да французите сигурно дека повторно ќе изразат своето негодување. И
Во сите овие теми, една убава, сакам да продискутираме за неа наредниве месеци, ева можат да прочитаат и нашите гледачи. По ковид пандемијата, кога практично беше затворено се, одложени сите настани, избиднувања, првата воздухопловна изложба во Бурже се случува. Ајде сега да ми кажеш и каква е посетеноста, што се случува, што се може да се види? Бурже е навистина за љубителите на авиацијата и на вселената најдоброто место да се посети, бидејќи можеби во Европа е најблиското и за нашите гледачи кога би сакале да го посетат. Тука се најновите производи на сите производители на авиони, тука е францускиот, односно европскиот Airbus, кој што веќе забележува рекордни нарачки, посебно од индискиот авиопревозник Indigo, кој што нарачува нови авиони со тесен труп, бидејќи велат дека со порастот на населението во Индија им се потребни транспорт. Знаете дека во Франција, например, забранети се внатрешни линии за кои што може да се стигне со воз за неколку часови. Иако возот е алтернатива, сепак авионот и понатаму се работи и се представуваат нови модели, како например еколошко гориво за авионите или пак нови модели на авиони. Но тоа што мене најмногу ме вознемирува, можеби мојата пацифистичка природа е тоа што салонот во Бурже стана и стои како една витрина за производителите на воени авиони, на воено оружје. И тука да се забележува француското присуство со својот Рафал, кој што успе после долги години да го пласира на меѓународниот пазар, каде што се бори со американските авиони F-35, а тука и европскиот проект за нов борбен авион, кој што се уште има многу проблеми да излези, и забележливо е присуството на многу дронови кои што се многу присутни на војната во Украина. Забележливо е и отсуството на Русија се разбирливи причини поради војната во Украина, но сепак љубителите на авиацијата можат да се воодушевуваат на патничните авиони и на хеликоптерите кои што можат да се видат во Бурже. Тони, економската криза донесе многу последици, поскапување во сите сегменти од живеењето. Сабале, да речеме, објавивме една информација дека, иако имаме ние македонците понизок стандард, јадеме поскапа храна од европејците. Раст има на инфлацијата и во Франција, но владата има ас во ракавот и предлага мерки за заштита на потрошувачите. Какви? Мерките се веќе подолго време. Најпрво беше тој енергетскиот штит што беше за потрошувачите на електрична енергија и на природен газ со помош за горивото, но сепак тоа не се почувствува многу во джебот на французите. Што ги загрижува најмногу французите е поскапувањето на храната. Можам да ви кажам дека цената на храната во Франција е нешто слично како во Македонија. За главните прехранбени производи, можеби во Франција. Но стандардот е различен. Овошјето и зеленчукот, но стандардот е различен. Французите се жалат многу заради поскапувањето на основните прехранбени производи, кои што во некои достигнаат цени од зголемување од 30 до 50%, што е неразбирливо. Владата преговара со производителите од прехранбената индустрија за да се намалат цените. Тие ветија дека од 1 јули ќе ги намалат цените за 10%, откако ги зголемија за 30%, што е на големо незадоволство на потрошувачите. И последната мерка доаѓа од регулативната комисија, која што најавува дека и оние предпријатија кои што ќе се забележи исклучителен вонреден профит, направен сигурно од високите маржи што ги имаат на своите производи, можат да бидат воведени и казни за тие производители. Колку овие мерки ќе бидат ефикасни, ќе видиме, бидејќи како велат за време на летото французите, за времето на одморите забораваат малку на тие проблеми, но сепак есента може да се покаже жешка ако джепот не ја следи храната, бидејќи многу французи веќе се лишуваат од некои основни прехранбени производи за да можат да го поминат. 21 јуни на почетокот на денешното издание на Македонија наутро го најавивме и календарскиот почеток на летото. Тоа значи и почеток на туристичката сезона. Франција е безвременска туристичка дестинација која што сите ја обожуваат, но колку целата оваа криза и сите овие попатни проблеми за кои што дискутиравме ги предомислуваат и французите да патуваат, но и странските туристи да доаѓаат во државата?
Напротив, инфлацијата исто тоа можеби нема да влијае многу на туристичката сезона во Франција, посебно од гостите од странство, бидејќи се очекуваат сега посебно гостите од Кина, кои што поради ковид мерките беа забранети да доаѓаат да патуваат во странство. Другите европски туристи веќе се присутни, како што рековте, во Франција нема прекин на туристичката сезона, па дури зимските скијачки центри заради недостиг на снег мора да се ориентират и на други забави кои што се отворени во текот на летото. Значи и французите според последните испитувања не планираат да штедат на буџетот за одмор, и тој во годинава исто така во тренд на пораст во просечната туристичка кошница. Така, на пример, во споредба со 2022 година, за резервација во јуни французите трошат на пример од 1641 евро, значи плюс 15% во споредба со минатата година. Слично и за месеците јули и август, кога цените изнесуваат во просек повисоки во Франција на 2775 евра за заминување на просечно семејство, значи тоа е повеќе од 13,5% наспроти 2022, но тоа се претежно заради зголемувањето на услугите, и знаете дека во Франција за време на туристичката сезона цените исто така се зголемуваат, посебно во туристички градови, и еден од најголемите проблеми е тоа што и патните, кога заминуваат на одмор со своите автомобили, горивото е поскапо, па бара владата исто така автопатите во Франција, кои што се приватни концесии, да ги намалат цените за време на овој период, за да се олесни буџетот. Инаку вчера беше објавено дека државната железница ги зголеми резервациите за 10% за овој летен период. И знаејќи што ве очекува, историски познатите места ќе го ограничуваат бројот на туристи оваа сезона. Франција е жртва, посебно некои места, што би рекле, не знам дали постои тој збор во македонскиот јазик, на овертуризам. Значи, така, честно француски туристички места доживеа неодамнешна експлозија на гости. Посебно тоа беше забележливо на фамозниот Монт Сан-Мишел меѓу Нормандија и Британија, каде што за еден викенд дојде околу 32.000 гости, туристи од Франција и од странство, што просто го презатрупа. Но значи треба да се знае дека 95% од сите туристи во светот посетуваат помалку од 5% од територијата на земјата. Во Франција веќе знаеме дека Париз е концентрација на туристите, посебно пред Богородичната црква, кој што во моментот се обновува, или пред Ейфеловата кула. Тука можеби најмногу се жртви поради социјалните мрежи, Инстаграм и други, кога луѓето сакаат да се фотографираат. И владата размислува, како например за пристапот до некои туристички места, да се ограничат со воведување на квоти, колку гости можат да ги посетат во текот на денот. Колку тоа ќе биде ефикасно не се знае, бидејќи кога ќе се објават дека некои помали туристички места, како например Карпите на Етрета во Ла Манш или во некои мали градчиња во Франција кои што се многу посетени, локалните власти стравуваат дека таа реклама може да им наштети, бидејќи веднаш може да дојдат помалку туристи, а голем број од тие градови живеат од туризмот, иако и населението, зборувавме пред малку, зборувавте за Охрид, исто така и французите во помалите градчиња не сакаат многу туристи, бидејќи го вознемируваат нивниот нормален живот, а сепак треба да се земи во предвид, французите се доста толерантни кон туристите, бидејќи знаат дека тоа е една од најдоходовните, би рекол, индустријски гранки во нивниот живот, што им влева најмногу девизи и домашни. Па дури школските одмори во Франција се организирани за полза на туристичките работи. Ајде да видиме сега колку Франција ќе инкасира од летната туристичка сезона, но тоа ќе го зборуваме во следното вклучување во Македонија на утро. Благодарам, Тони, за сите информации, а ги имавме многу денеска. И благодарам и вас и поздрав од Франција. Благодарам, тоа беше колегата Тони Гламчевски, дописник на Македонската радио и телевизија од Франција со сите новини од таму.